Zhvillime të reja në LSDM me antarë të rinj të bordit qendror si dhe një program të ri të kësaj partie politike. Partia opozitare rikthehet me promovimin e ideve të reja, po ashtu edhe me propozimin e disa koncepteve të reja për uljen e çmimeve dhe për mirëqenjen sociale në përgjithësi. Për të biseduar më shumë për LSDM dhe për të gjitha ato që partia premton ose kritikon qeverinë, me mua në studio është antari i ri i bordit qendror të LSDM-s, Rubin Zemon. Zoti Zemon, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se ju gjeta, më mbrëma. Do t'i bëj pyetjet në Shqip dhe shpresoj që të më kuptoni, do më thënë gjatë gjithë intervistës, kur do që keni nevoj, mund t'a kthejmë intervistën edhe në maqedonisht nga ana ime. Ka problem, unë e marrë vesh Shqipen, po ja përgjigjen në gjuhën maqedonisht. Kreu i partisë Venko Filipçe sot promovoi programën e re të LSDM-s, për të cilën tha se do të përditësohet, do të përmirësohet gjatë periudhës së ardhshme me propozime të reja. Mund të më thoni në pika të shkurtra çfarë përmban ky program dhe pse kishte nevojë për një program të ri LSDM? Во секој случај гледаме дека нашето општество се движи надолна линија, на удолните што се вика, и поради тоа потребна е на ново скенирање, што беше направено до сега од специјални тимови во СДСМ, и нормално се тој документ се чини на поголема, поширока јавна расправа, пред се по локалните организации на СДСМ, и нормално и сите граѓани се тука добродојени да дадат своји мислења, бидејќи нормално се подготвуваме за изборите кои ќе најверојатно ќе бидат до година ова време на пролет, така барем се нашите проценки, и да излезе пред граѓаните со една реална програма која нема да биде само нешто на хартија, но да биде реална за да ги реши проблемите реални на нашите граѓани. A është ky një ndryshim në LSDM, duke pas parasysh se edhe ju jeni ndër antarët e rinj të bordit qendror të LSDM-s? Да, во секој случај е новина. И досега нормално имало кога се правеле програмите на СДСМ. Јас сум бил досега во коалиција или со друга политичка партија. Меѓутоа секој сум бил дел на ова коалиција што проведи СДСМ и нормално дека кога се правеле програмите порано исто, така барем 2016 година имаше една широка дебата околу програмата и така што ова се уште повеќе се задлабочува. Сепак демократијата е нешто што треба да се вежба и не да се вежба, него да се практикува и на овој начин. Така што граѓаните треба да учествуваат директно во креирањето на програмата за наредните избори кои ќе бидат парламентарни за еден подолг мандат од 4 години. Çfarë prisi konkretisht nga kolegët tuaj, antarët e rinj të bordit qendror të LSDM-s? Па добро сега сите членови се пред се со искуство, со багаж, мислам багаж на професионалци, секој од својата област, и мислам дека ќе дадеме сите додадена вредност во развојот на политиките на СДСМ, да се зацврсти, да се врати довербата кај граѓаните и да нормално ги победиме на наредните парламентарни избори. Бидејќи гледаме се повеќе рейтингот на владачката партија и коалиција, се повеќе паѓа, а не гледаме кај нив дека имаат некоја си солуција, решение за моменталната ситуација, кој што длабоко сме западнати во криза, не само на национално, но и на глобално ниво, светот е во криза, и не гледаме кај има некои прагматични решенија како да се излезе од оваа криза, и рейтингот ќе им паѓа се повеќе и повеќе, бидејќи нема некои кадри таму што може да најдат решение за оваа работа. Ka pasur kritika për mënyrën se si LSDM-ja funksionon, përfshirë dhe nga disa ish antarë të LSDM-s, eksponent shumë aktiv në të kaluarën në LSDM, duke thënë që punon kjo parti tashmë në funksion ose në interes të qeverisë. Si vlerësoni këto kritika? Па јас не знам каде точно се мисли дека се работи за интерес на владата. Шилево беше последен случај, меѓутоа имаше и критики. Добро сега, СДСМ е демократска партија, че секој може да излезе и да зборува во јавност и нормално треба да зборува со одговорност и тоа треба да се сноси консеквенции. Ако пак имаме само неаргументирани напади, тогаш нормално органите на партијата ќе се анализираат и ќе се преземат своји мерки. Така што во демократска партија и во една демократска атмосфера секој член, секој граѓанин има право да го искажува своето мислење во јавност, нормално и во демократијата има и одговорности. Така што нормално членовите секој си има право на свое мислење, нека си го искажат. Меѓутоа партијата гледаме дека цврсто стои на ставовите што актуелното раководство предводено Венко Филипче ги води. Имавме подршка во Конгресот, ети во Централниот одбор
така да курсот на партијата е тој. Si e vlerësoni mënyrën se si qeveria menaxhon me krizën me derivatet e naftës? LSDM-ja kishte disa propozime se si të menaxhohet kriza dhe si të ulet barra mbi qytetarët, megjithatë nuk duket se u pranuan këto propozime nga qeveria. Па гледаме дека владата секогаш еден чекор назад од тоа што се случува во светски рамки. Секогаш гледаме кога цените барем на светските бирзи се снижуваат, ние ги растиме цените. Ече дојдовме до таа ситуација да дизелот биде поскап од бензинот, нели, и да не може да се намали цената. А што повеќе како цената се дига, таа ретко ќе се спушти, барем од искуството што ги имаме секогаш со оваа влада. Јасно е дека мерките што ги предложи и што ги имплементира се владата се половични од тоа што ние предлагавме, бидејќи не се решава во целост кризата, не е само проблемот во дериватите, него како овие деривати имаат последици после и во самата економија и стопанство. Така што јасно дека цените веќе се дигаат, полека и полека се дигаат поради трошоците. Акцизите на дериватите не се намалија, а тоа е тоа што може да намали цената, така што дека државата, владата не се откаже од својот профит во трговите со деривати, меѓу се откаже од ДДВ, кој ДДВ-то нормално не се калкулира во се калкулира, меѓутоа не е таков елемент што може да ја намали цената на производите, бидејќи таа ДДВ се врача. И никој трговците тоа не го рачуна како некој си голем трошок. Иако ова влада гледам кај ДДВ-то че го каса не го врача на субјект на објект на економските субјекти. И така што тоа што главното што ние апелираме е да се намали акцизата. Thatë edhe ju që rritja e çmimeve të derivateve të naftës do sjellë edhe rritjen e çmimeve të tjera në ekonomi. Çfarë bën qeveria ose a bën mjaftueshëm qeveria për të parandaluar këtë rritje, sidomos rritjen në treg dhe në markete që e shohim çdo ditë dhe e ndjejnë çdo ditë qytetarët? Па добро, тоа прашање е за некој што е преdsjednik на владата. Значи да гледаме дека нема ефективни мерки за да се намали инфлацијата и да се намалат трошоците на граѓаните, кои што гледаме дека се повеќе и повеќе сета оваа криза удира на джебот на граѓаните. Сите ние кои што пазаруваме секој ден, гледаме во маркетинг, гледаме секој ден цените растат и се помалку и помалку може да се приуштиме со тој буџет, со тие пати што ги имаме за да нешто да ги намириме нашите потреби. А покачувањето на платата останува на многу ниско ниво? Па очигледно е дека е така, дека тие одбија да разговараат со синдикатот за суштинските прашања. Гледаме дека нема така наречен социјален диалог, не се одвива на тој начин што треба, а притисокот што ни доаѓа од пазарот и во Македонија и надвор е дека треба да се покачат и најмалку минималните плати, меѓутоа со тоа дека ова влада е конзервативна, десна, се знае дека тие се кажат интересите на големите олигарси, да кажеме, аристократи или богаташи, тие што го за бизнисите, се помалку и помалку се грижат за правата на работниците и на прекаријатот. Да зборуваме малку за реформската агенда. Има само 2 закони кои се во собранието, во процедура, меѓутоа доцниме многу со другите мерки или другите закони. Многу е нејасно дали ќе стигнеме до јуни, кој е следниот рок за исполнување на овие услови. Како гледате вие на реформската агенда и дали навистина ризикуваме да ги добиваме фондовите од Европската унија? Па извештајот на Вајшо беше Европски парламент меѓу недела, јасно кажува дека ние воопшто не работиме ништо во склоп на таа европска реформска агенда. ВМРО може од нашите искуства порано може да направи со седници на собранието во наношни седници да јуни се стигнат роковите да се усва законите, меѓутоа прашање колку тие закони имаат јавна дебата, колку тие закони поминувани сите филтри на државата и колку тие се анализирани од експерти. Така што ќе видиме како ќе одвива работата, иако јас сум песимист дека нешто ќе стигне, бидејќи ова влада очигледно води политика што не е во европската агенда и гледаме дека се повеќе и повеќе се изолираме од европските процеси. Ако гледаме што се случува со земјите, другите земји Западен Балкан, ние прилично стагнираме и вчера на пресконференција се кажа што дека ова влада Македонија ја носи во изолација која се донесува до европската агенда. Како гледате вие лично на изборот на новиот јавен обвинител? Па добро сега, имаме нов јавен обвинител, тоа е факт. Тоа што го гледав неговото интервју пред некој ден во една од медиумите, од тоа што зборуваше, мислам дека е
имаше добар настап, но колку ќе се тоа се имплементира во реалноста ќе видиме. Така што во секој случај му даваме поддршка да ги решава големите случаи во Македонија што постојат. Каде мислите дека треба да се фокусира владата во наредниот период, особено во тие мерки во реформската агенда кои имаат повеќе влијание во правосудството? Па, реално да кажам, треба да се направи да нависне владе правото, да што повеќе се намали корупцијата. Ние гледаме како корупција имаме во сите нивоа, па дури и во правосудните органи. Така што, веројатно, тука ќе треба да се донесат поквалитетни закони. Тие закони, гледаме каде некои беа на маса, гледаме каде експертите разговараат, меѓутоа никога дојат на маса, што се вика, не доаѓаат во процедура да бидат усвоени. Така што, треба што повеќе да е случај јавноста, експертската јавност, за да тие што се поупатени, за да кажат и предлага нели кои треба све елементи да се донесат закон, меѓутоа гледам дека владата не се ги имплементира и да го чуе тоа мислење на стручњаците, поготово околу законите од правосудството. И последното прашање ми е за уставните измени, дали мислите дека во наредниот период може да се отвори ова прашање и да се прават уставните измени? Па тоа зависи од повеќе фактори, по моје мислење, апсолутно дека тоа го кажа и преди сепијата недела во Европскиот парламент, дека тоа е единствениот услов за да ние ги продолжиме преговорите, тие се започнати, да ги продолжиме. Така што, ако влада сака да одиме во европската агенда, тие уставните измени треба да бидат што побрзо на тие што донесени од претходната влада, треба да бидат во собраниската процедура и да се ти изгласа. Ги имаат 80 патеници, двотретинско мнозинство има, така што само е прашање на волја и прашање веројатно ќе се чекате да изборите во Бугарија, како ќе и дали ќе се формира нова влада, па да се нели тука можеби нешто да се испазра за да може да Мицкоски и ВМРО да излези во некоја ситуација вин-вин. Иначе нема што, тие уставни измени мора да се направат. Ако не се направат ова година, далеко ќе заостанеме од сите земји од регионот во европската агенда. Zoti Zemonju, faleminderit shumë për këtë intervistë në Elsat. Faleminderit dhe juve, kënaqësi ime. Vazhdojmë me pjesën tjetër të lajmeve.